Добра вечер, вие слушате Радио Канал 103. Ова е емисијата Дан се макабре со своето 557 издание, а непосредно пред започнувањето на COVID пандемијата го започнав пред се серијалот на епизоди на Дан се макабре кој што го насловив Макабре Филмфест, во кој ви представувам 6 актуелни филмови кои ви се достапни, односно филмски фестивал кој што може да си го организирате во вашиот дом и нема изговор зашто да не го направите тоа барем досега, без разлика дали ќе биде во прашање целодневен маратон или па викендашки ќе си добиете дабл бил во еден ден и ќе го гледате 3 дена поред. Тоа зависи од вашата преференца. Дојдовме до 30-то издание на оваа едиција на Дан се макабре, што значи дека во изминатите неколку години, заклучно со оваа епизода, ќе рецензирам 180 севкупно филмови. Така што денес имаме на репертоарот на латино хорор антологија и лавкрафтовски еротски хорор филм, тоа е изборот од жанровските творби, потоа две мелодрами на кои што можеби не сте обрнале доволно внимание, една за средба со доминантка во хотел, а друга со слетување на вонземјани на земјата, и на крајот на емисијата ќе ви говорам за два Токенхед документарни филмови, едниот за уникатен музички фестивал кој од пензија ги враќа луѓето кои го родиле рок-н-ролот во САД, а последниот филм е симнување на капата на најзначајниот автор на денешницата и адаптациите на неговите дела. Така што богата програма имаме денес на репертоарот, така што подгответе се за започнување на барање на филмови кои што нудат квалитет без кој што не би можеле да живеете. In This Moment беше бендот со кој што ја започнавме оваа емисија, односно станува збор за бенд од Лос Анџелес, како што можевте да забележите, се еден моќен амалгам на се што може да се нарече алтернативна метал сцена, односно се една своевидна комбинација и од екстремите на металкор и ню метал до поп сензибилитет со индастријал призвук, едноставно се една моќна комбинација предводена од Марија Бринк, вокалистка, да се измилувам, која што заедно со својата екипа го сними својот 8-ми студиски албум, кој што е именуван God Mode, како и насловната композиција која што имавте да ја можност да ја слушнете. Мадар беше претходниот нивен албум кој што го издадоа пред 3 години, односно за време на самата COVID пандемија, и се враќаат со едно ново моќно и диверзитетно пред се на звучен калибар издание, од кое што на почетокот на емисијата имаме можност да слушнеме насловната и The Purge, а во продолжение слушаме една моќна творба Everything Starts and Ends With You и Damaged, која што има чест и задоволство во таа композиција да им гостува Спенсер од Ice Nine Kills. Така што во продолжение ги слушаме американците In This Moment, а потоа ќе ви говорам за филмовите кои што ги избрав за ова издание на Макабре Филмфест. Дан се макабре е емисија во која 15 сезони се зборува за уметност, со борба против лицемерието, зависта и користолюбието, и тука уметниците се вистински херои, а не политичарите, и секој издание е на мала победа против шундот и апатијата. Целта на емисијата е да го доближи квалитетниот филм до секој слушател и да воспостави диалог помеѓу уметноста и реалноста. Вечерва имаме закажано полноќен танц со смртта по 557 пат. Јас сум Златко Ѓелевски, а ви останете со трансмисијата на Канал 103 до крајот на светот. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 557-то издание на емисијата Дан се макабре, во која што ќе правам рецензија на 6 актуелни филмски остварувања, и во секое издание на Дан се макабре која што гласи Макабра Филмфест ви представувам по 2 хорор филма кои се составен дел од годишната листа на најдобри 50 хорор филмови, од кои се избира најдобриот во последната календарска епизода од емисијата Дан се макабре. Ако не се лажам, има уште неколку места кои што се слободни, ги
чувам горе-долу на располагање за наредниот месец доколку некој филм се дограба до нив, но пополнета е листата и дури имаше периоди од годината кога се сомневав дека ќе морам да правам компромиси во контекст на квалитетот за да пополнувам места со оглед на тоа што има резервни позиции на самата листа кои сака дали не ќе влезат во избор, се разбира, а како и секоја година околу Хелоуин има наплив на квалитетни филмски остварувања, така што барем денес ми е многу лесно да издвојам првите 5 филмови на годината, за останатите ќе мора да направам подетална дисекција и конечниот избор да ви го приложам во последната епизода наредниот месец. Односно ова е јубилејно издание на кое го чувам специјално секоја година и традицијата ветувам дека ќе исполнам и ова. Емисијата ја започнуваме со најавата за филмот Suitable Flesh. Suitable Flesh е режисерско остарување на Џо Линч, ова е негов 6-ти долгометражен игран филм. Тој е човекот кој што има снимено еден од моите најомилени музички видеоспотови, односно тоа е композицијата Love на Strapping Young Lad. Направена се разбира во манирот на еден од неговите најомилени филмови, односно Evil Dead. Меѓутоа, од неговите долгометражни остварувања треба да ги знаете продолжението од Wrong Turn сагата, односно Wrong Turn 2 Dead End, потоа негов е сегментот Zombie Movie од антологијата Чилерама, негов е исто така и филмот за ролплејањето на, односно ларпањето во Knights of Bethesda, потоа негов е трилерот Everly, спотот на Fate No More Sunny Side Up, исто така е негов серијата 12 Deadly Days и неколку епизоди има режирано од новите итерации на серијата Creepshow и во последните неколку години снимаше филмови во Србија, меѓу кои беа и Mayhem и Point Blank. Во контекст на Suitable Flesh станува збор за психијатарка која што станува обседната со една од незините млади пациентки, ајде така да млади пациенти да го наречам, за кој подоцна открива дека е поврзан со едно античко проклетство кое ќе подразбира пренос на едно постојање во друго тело, односно еден ентитет си допушта да паразитира на тој начин за да го сподари со нечија туѓа телесна школка и на тој начин да обстои пред се. Станува збор за адаптација на краткиот расказ од 1933 година, именуван како The Thing on the Doorstep на H.P. Lovecraft, односно адаптирано страна на сценаристот Денис Пеоли, кој ги има предходно адаптирано Реаниматор и From Beyond од Lovecraft и ова е филмот кој што требаше Стюарт Гордон да го режира, меѓутоа Стюарт почина и продуцентка на филмот е актерката од овој филм Барбара Кремптон, која го продуцира овој филм и го побара Џо да биде режисерот на ова дело, така што да внесе и негов подпис во светот и универзумот кој што го градел Гордон. Со самото тоа што има ретро 90-ти изглед на кадрирањето на интериерите во канцелариите од страна на директор на фотографија Дейвид Метјус, многу соодветствува овој пристап на жанрот на веќе изумирачкиот еротски хорор филм, кој се темели пред се на еротските трилери од 90-тите и со самото тоа се употребува и саксофон во сексуалните сцени, одсвирен од страна на композиторот на филмот Стив Мур, кој се држи до ретро синтвейв пристапот кој што и тоа како си го наоѓа своето место во оваа визура која што ја има Линч. Одлично што Хедер Грем се нафатила да глуми филмов и има можност да преземе туѓи персони во незиното тело, што значи треба не само женскиот лик, туку и машкиот лик да го глуми во себе и покрај одличната идеја да се заменат половите нели на ликот, е исто така и идејата да се заменат од носечки машки во носечки женски ликови, за разлика од самиот расказ, кај што се отвора нели нов простор за давање на коментар пред се во контекст на сексуалната потреба и во подснежните возрасти на ликовите, така што има простор за истражување на самиот режисер кој се обидува да биде доследен нели на висината на Гордон, но и да вметне негов подпис, се разбира. Така што натежнува еротската мелодрама на почетокот на филмот, за да се искупи на крај со засилени хорор
хорор елементи во епилогот, кај што има жанровско крешендо со сечење на глави и ритуали за повикување на The Old Ones, така што пошто нели е препознатлив самиот Лавкрафт. Има зошто еден лик носи Фейт No More мајца во филмот, затоа што тоа е најомилениот бенд на режисерот, кој може да го забележите како глуми пред се во една сцена од филмот со својот препознатлив порно мустаќ, како еден од двајцата болничари на кои што ликот Хедер ќе сака да им се понуди со фелација за да ги подкупи, за да ја пуштат на слобода, меѓутоа ќе погледнете филмот и ќе забележите дека толку лесно Џо и неговата екипа не се даваат. Филмот имаше огромен фестивалски живот со премиера на Трибека, потоа играше на Буча, на Фантазија, на Фрайтфест, на Фантастик Фест, на Сиджес, на Beyond, Торонто After Dark, буквално на најзначајните хорор фестивали на денешницата беше селектиран овој филм пред да биде откупен од страна на Shudder и да го прикаже на својата платформа. Пред се, Џо има собрана одлична жанровска екипа, предводена не само од Барбара и од Хедер, како носителки се разбира на филмот, кои што одлично си ја изведуваат својата улога, а покрај нив го имате и Брус Дейвисон, Джонатан Шаек, младиот Јуда Луис и Грем Скипер, кој деновиве се фали по социјалните мрежи дека ужива во сарми или пива во Романија. Доколку очекувате експлозивен хорор филм во кој секоја минута ќе има убиство, тоаш дефинитивно ова не е дело за вас, односно филмот бара трпение, иако има гледливи 100 минути монтирано време траење, така што треба да го заслужите пред се третиот крвав хорор чин, според начинот на кој што има една градација кон кој што доаѓа, меѓутоа има една интригантна игра помеѓу губењето на идентитетот и давањето на својот и пред се ова паразитирање кое што го напоменав како еден начин на отворање на нови прашања кои што се врзуваат и со родова политика, меѓутоа се врзуваат и со начинот на кој што се интерпретира денес сексуалноста во врските. Одамна не сум гледал толку квалитетен хорор филм од Џо, да не речам првиот после Wrong Turn, бидејќи се пробува и во други жанрови во овој период и неколку од нив, како што напоменав, ги сними во Србија, ама дефинитивно треба да се огледа дека судено му е да снима хорор филмови, затоа што во нив неговиот авторски потпис доаѓа најмногу до израз. Тука телото беше само затвор за сладострастието, кое може да иницира повик нели на космичко зло. Според мене ова е една успешна лавкрафтовска адаптација, исто како што оваа година беше Glorious, например, на Ребека Мекендри, така што ова се можеби двете значајни лавкрафтовски адаптации кои што и тоа како оставија белег дека не треба да се има енорни буџети и да се прикажуваат джиновски ктулуа за да може да се долови лавкрафтскиот космички хорор. Така што може и со скромен буџет тоа да се направи. Така што има добра причина зашто слушате два гласа како најава, односно како нарација во самиот трилер кој што го пуштив, што е многу интригантен начин за доловување на тој премин на идентитети од едно во друго тело, кој што е вешто решен на овој филм. Во секој момент знаете кој каде се наоѓа, иако тоа се уште не им е јасно пред се на ликовите. Така што ако сте љубител на Лавкрафт, дефинитивно да го погледнете ова навраќање на еротскиот трилер во Suitable Flesh, меѓутоа Џо Линч го зачинува со еден крвав хорор епилог. Во продолжение слушаме најава за антологијата Satanic Hispanics. Satanic Hispanics е хорор антологија која е работена од страна на латино автори, односно како што можете да слушнете од најавата, во кога полицијата упаднува во една врши упад во една куќа во Ел Пасо, наоѓа полна со мртви латиноамериканци и еден преживеан насреде нив. Тој е познат како Елвија Џеро, кој е одведен во полициска станица на сослушување и на некој начин тој со неговите приказни, со неговите прераскажувања на овие преданија ги отвора
кратките филмови кои што се составен дел на ова антологија, односно тоа е дел од The Traveler сегментот кој што го режира Майк Мендес, него го знаете како режисерот на Killers, Don't Kill It, The Grave Dancers, Biggest Spider и The Convent, како и Sin La Muerte е последниот дел од оваа приказна, значи е поделена на неколку сегменти. Ова сторија со оглед на тоа што тоа е рамката која што ја држи антологијата, ја има ова приказната функција каде што се прераскажува пред се процесот нели на како и зошто би биле значајни всушност другите приказни, односно еден изговор за да може да се доловат доживувањата кои што на еден или на друг начин се разликуваат едно од друго на стилско рамниште, заради тоа што ова се истакнати пред се хорор режисери кои што имаат свој виден подпис и затоа мора на еден или на друг начин барем да бидат поврзани во рамките на оваа антологија. Начинот на кој што сметам дека е соодветно решено, а тоа е оваа рамка. Сега во процесот на сослушување на сведокот се прераскажуваат пред се приказните, односно представени и од символиката на предметите кои ги има тој во посет, но тој посочува дека е во постојано бегство од прогонувач, без разлика на неговата бесмртност, нели нужно му е да најде оружје за убивање на ова надприродно битие во пресметката која што му предстои. Тој ја поставува временската рамка од 90 минути, им посочува на полицајци дека за 90 минути сите ние ќе умреме доколку не ме пуштите, во кое што нели тој мора да избега во тој случај. Полициската станица во спротивно ќе се претвори во кланица доколку не му помогнат. Покрај The Traveler, како составен дел на оваа антологија е Тамбиен Лови, тоа е сегмент режиран од страна на Дамиен Ругна, него го знаете како режисерот на Terrified и филмот кој што го рецензирав пред неколку недели, односно When Evil Lurks. Станува збор за составувач на Рубикови коцки, кој што открива премин во задгробниот животот, каде што извираат грозоморни створенија и се протнуваат во реалноста. Тој е препознатлив по грозоморните маски кои што ги поседуваат ликовите. Тоа можете да забележите најсвежо во When Evil Lurks и има движење на камерата низ просториите што е еден вид на антиципација на злото, меѓутоа без джамскер, туку едноставно се појавуваат монструмите во кадар и го застрашуваат секој гледач. Дамиен сака да се игра со демони во неговите филмови, ги има во секој од нив, така што тие му се удобната зона во која што тој сака да маневрира. Меѓутоа, не ми изгледаше дека знаел што сакал да направи со епилогот на овој сегмент, иако е препознатлив од секој можен кадар. Ел Вампиро е сегмент кој што е режиран од страна на Едуардо Санчес, односно Ед е режисерот на Blair Witch Project, Altered, Seventh Moon, Exists и Lovely Molly, кој решава на комичен пристап да придонесе во антологијата и да прикаже вампиризам преку еден стар вампир кој што му се излегувало на Хелоуин за да цица крв низ градот, меѓутоа си има занесено и заборава дека доаѓа из Грејсонце, па жена му треба да го собере од градот, меѓутоа е предоцна и двајцата во преград така завршуваат на утринското из Грејсонце, така што имате хумор и љубов помеѓу партнерите кои што се моториката на одличното средиште на антологијата пред се и дури еден од актерите од Blair Witch си го шета хучето во филмот, така што не се починати актерите од филмот како што се мислело во 1999 година. На Хаулес е режисерско остварување на Джиджи Сал Гереро. Неја ја знаете како авторката која што стои зад Culture Shock, зад Bingo, Hell и од последната итерација, односно на антологијата VHS има еден сегмент и има работено за бројни други антологии со овие кратки нејзини остварувања. Во ова дело имаме картелаши и ацтечки шейпшифтери. Односно, мене овој сегмент ми изгледаше како да влегуваме во некој трет чин од долг филм, односно во епилогот, кај што има една потера, односно прогон и препознатливото за Гереро е тоа што искористува митолошки преданија за така, ајде да ги условам така наречени мрачни богови, кои
апсолутно никој не ги знае и никој не ги истражувал и скоро и воопшто не се застапени во филмската историја, така што сигурен сум дека се крие некаква културолошка асимилација или социокритика преку избирањето и на локациите и на самата символика зошто токму тие божества се избрани, кои само авторката најверојатно ги знае и тие кои што ги изучувале пред се овие преданија и пантеонот на овие божества кои што се знаменити за латиноамериканските предели, така што во незините фолк-хорор филмови секогаш има некакви недообјаснети ентитети и преголема празнина, така се ствара еден јас помеѓу гледачот и самото дело. Барем тоа се случува кај мене со оглед на тоа што ми треба дополнителен процес на истражување за да откријам што всушност се крие и зашто токму таа символика со појавувањето на овие малтене стравични појави кои што служат за да ги казнат пред се тие кои што се алчни, тие кои што се злобни, тие кои што го злоупотребуваат народот и најчесто ја злоупотребуваат, односно ја експлоатираат традицијата во незините дела. The Hammer of Zanzibar е режисерско остварување на Алехандро Брухес. Тој е авторот кој што стои за таа хорор комедијата Juan of the Dead и Pika Lives, односно Puka Lives се извинувам, од антологијата Into the Dark. Замина Брухес во неговата комична Evil Dead проминенција, кај што двајца пријатели, едниот од нив е Джона Реј, односно глуми, и треба да се пресмета со неговиот пријател со еден демон. Ама, чеканото со кој што треба да го сотрат не е ништо друго, туку еден енормен мумифициран антички пенис. Така што има една фотографија која што ја поседува патникот кој што и прераскажува овие приказни. Уште нешто поменувам да Hammer of Zanzibar е подеднакво комична како и вампирот и се тие е таа свежина која што помеѓу амалгамот на хуморот и стравичното знае да биде успешно реализиран и кога хуморот е смешен и сериозно се сватени крвавите специјални ефекти кои што се употребуваат. И ја помена фотографијата која што е поседува патникот, на која што позираат сите режисери од антологијата и се посочува дека еден по еден тие умирале поради клетвата, нели, која што ги прогонувала се како тие глумат ликови, односно се реферирани како ликови дека се од самиот филм, а како и во секоја антологија, така и во ова има и силни и слаби страни, силни и слаби сегменти, така што тука мислам дека комичните елементи се подобро реализирани од стравичните, ако веќе ги ставам на некаква си непостојачка вага, меѓутоа има добри решенија кои што на најдобар можен начин го пресликуваат, односно ја пресликуваат богатата традиција на латиноамериканците, односно на и не само со фолклор елементите или па преданијата кои што се постоечки, туку ги става и воопшто латиноамериканците на каква ситуација ги затекнуваме денес и во какво премреже тие се борат со денешницата и како се третирани пред се во САД, што исто така е една силна социокритика на оваа антологија. Примерно се прикажан на Fantastic Fest, потоа играше Cleveland Phoenix, Брисел, Fantaspoa, Beyond Fest, награден беше на Another Hole in the Head фестивалот. Epic го продуцираат, а Dread заедно со нив го дистрибуираат. Значи, покрај Мексико Барбато, антологијата, ова е другата латина антологија која вреди за напоменување, затоа што има пред се латино хорор љубители кои даваат еден нов жанровски зачин во своите дела. Покрај овие филмови, веќе во изминатото издание, мислам дека ги посочив Old Flame, 15 Cameras и The Mill, филмови кои што доколку не се појави овие два филма, некој од нив ќе беше рецензиран, а кој што исто така треба според мене да ги погледнете, секако дека ќе се најдат на малку поширока листа од овие 50 филмови кои што ги напоменувам на крајот на годината, и секако на неја се наоѓа еден филм Appendage, кој што е боди хорор комедија во стилот на Хенен Лотер, која што многу ми се допадна, и доколку не се појави уште некој значителен филм до крајот на оваа година, дефинитивно неја ќе ја слушнете да биде рецензирана во последното издание за годината на Макабре Film Fest, кој се надам дека ќе можам да го реализирам наредниот месец. Тука правиме
кратка музичка пауза. Имено во продолжение на емисијата го слушаме најекстремниот бенд за денес. Морам тоа секогаш да предупредам дека ќе има една екстрема која што служи за да ги шокира гледачите, како што тоа на мене имаат и хорор филмовите, да го пробудат гледачот од безнадежноста на апатијата на денешницата, и таа цел и намена ќе има американската металкор супергрупа End, која што е составена пред се од Брендан Марфи, кој го знаеме од бендот Counterparts, како и членови на Fit for an Autopsy и The Acacia Strain, два бенда кои што исто така сме слушнале со нивните албуми кои биле промовирани во рамките на оваа емисија, и секако гостува во овој бенд и гитаристот на Шај Хулит, кој за жал се растурија пред да можам да ги представам во емисијата, меѓутоа се надевам дека ете во ова светло ќе може со присуството на Грегори Томас од Шај Хулит ќе може да се забележи неговиот моќен удел во рамките на ковањето на овие немилосрдни рифови, ајде така да ги наречам, со оглед на тоа што овој металкор бенд, условно кажано, земете го металкор, заради тоа што имаат и хардкор елементи, имаат и грайндкор, бластови и гролања, имаат и блек скримови, така што се еден моќен, агресивен, соничен булдожер кој што верувам дека ќе ги силува вашите сетила. Така што првиот нивен албум кој што го издадоа беше Splinters from an Ever-Changing Face, се извинувам, а нивниот нов албум е The Sin of Human Frailty, и се надам дека ќе имаме можност да слушаме повеќе композиции, со оглед на тоа што ова се 3-минутни творби, експлозивни се. Верувајте, тоа што се кратки нема да може да бидат поштедени вашите сетила, заради тоа што ова е еден прекрасен, мрачен и моќен звук кој што го нудат, односно од нивното ново студиско издание, кое што, како што веќе напоменав, е именувано The Sin of Human Frailty. Ќе може да изслушнеме Predator Yourself, Gaping Wounds of Earth, насловната тема ќе слушнеме The Sin of Human Frailty, потоа една многу спора и болна творба Thaw, Twice Devoured Killed како еден контрапункт на неа, и Hollow Urn, која што мислам дека ќе експлодира за самиот крај на овој музички блок. 16 минути, меѓутоа ви ветувам дека ќе ве боли. И потоа се враќам во етер да ви говорам за двете мелодрами кои што ви селектирав за ова издание на Макабре Film Fest. Уживајте! Вие слушате Радио Канал 103, ова е 557-то издание на емисијата Дансе Макабре, освен Дансе Макабре и ТВ 103, тоа не се единствените емисии кои што ги водам во текот на една недела на мојот YouTube канал, каде се наоѓаат всушност сите епизоди на емисиите кои што ги водам на Канал 103, се наоѓаат и епизодите на мојата веб серија Видеологија, во која секоја недела посветувам минимум една епизода за рецензирање на еден филм, со оглед на тоа што гледам илјадници филмови годишно, секако дека има повеќе од 50 филмови кои може да добијат засебна емисија, но некогаш некои остварувања едноставно не доаѓаат на ред. Доколку на времено, например, не ги рецензирам, па поради губење на актуелноста, неправедно ги тргам јас лично на страна и постепено стануваат заборавени и нерецензирани, иако квалитетот во нив е евидентен, без разлика дали јас ќе им го дадам вниманието со анализата или не. Дел од нив се наоѓаат на листата која ја именувам како на повидок, односно на неа ги вбројувам овие филмови и од неа всушност е една прелиминарна фаза во селекцијата, и од недела во недела ги сипнувам се подолу и подолу во неа со гледање на новите филмови, и таков беше и случајот и со првата мелодрама за која што ќе ви говорам денес, која неправедно беше потиснувана од моја страна, и ако не може да дојде на ред во Видеологија, ќе дојде на ред во Дансе Макабре да ги добие своите 5 минути или нешто повеќе, а станува збор за филмот Sanctuary. Sanctuary е режисерско остарување на Зекари Уигон, односно станува збор за негов втор долгометражен игран филм по филмот The Heart Machine. За Sanctuary станува збор за филм за доминатрица и незиниот богат клиент Хал, и всушност катастрофата која што следува во нивната врска, кога Хал се обидува да ја прекине през се таа
размена која што ја прават еден со друг во мигот кога ќе ја добие позицијата на CEO во компанијата, па нели не би сакал да се расчуе по медиумите веста дека посетува доминатрица, што би имало катастрофални нели последици на професионално рамниште, барем според него. Слабост која ја воочува пред се доминатрицата Ребека, која ќе се обиде да го уцени и експлоатира пред се Хал, за да може да изнуди финансиски бенефит, се разбира, за неја, со оглед на тоа што тој има намера да ја прекине нели таа нивна врска. Бидејќи смета дека таа со незината сексуална игра го има зајакнато пред се неговиот карактер, за да може да се искачи на таа професионална скала во хиерархијата, што се разбира дека нема да му се допадне на Хал, и тука всушност започнува нивниот судир. На хартија делува како драматична комедија или сексуална комедија, како сакате категоризирајте ја оваа мелодрама, но поради екстремите до кои се доведува потребата на клиентот за прекратување, на кратење на услугите и доминатрицата која не се откажува од нив, се внесува трилер елементите во кои нели на уцените им нема крај. Филмот е всушност докаж за успешната хемија која што е воспоставена од актерите Кристофер Абот и Маргарет Квили во таа нивна игра на надмоќ и превласт, што всушност го нарушува сценариото на таа садомазохистичка игра во која што и двајцата се согласни дека ќе го глумат во филмот, која се разбира дека можела да се радикализира според мене за да остане нели филмот запамтен, што не е случајот со ова дело, со оглед на тоа што пред се сексуалните ескапади се само една иницијална каписла за дисбалансот на моќта која што постои во оваа нивна врска. Кристофер исто така подлегнува на сексуални услуги во еден друг филм, во Хотелски соби, односно тоа е филмот Пирсинг, а Маргарет ја знаеме како Пусикет од последниот игран филм на Тарантино, и таа ја имаше носачката улога во ТВ серијата Made. Заедно повторно ќе глумат во Poor Things, кој што ќе погледнеме за неколку недели, се надевам, и токму поради нивниот перформанс и константното надавање и префрлување на тежиштето на моќ се вреднува пред се творбата, а нивниот танц во Чекор го следи директорката на фотографија Лудовика Исидори, кој низ коридорите на хотелот или во самата хотелска соба не се оддалечува од нив, играјќи си со опасноста дека може да гледаме театарска представа во хотел, а не филм, но сепак е еден од филмовите кои поради својата камерност си го најде своето место за снимање во ковид пандемијата, без да се ризикува нели да се остане шуплив и при тоа да не се прошири приказната, доколку еден филм нели би го побарал тоа од авторот, со оглед на тоа што е сконцентриран за и околу соодносот и тежината и надменоста во оваа садомазохистичка корелација. Сепак акцијата и реакцијата помеѓу Абот и Квили го прави овој филм да биде вреден за гледање. Сега самиот сексуален чин се држи надвор од рамката на кадарот, затоа што ова е пред се филм за наметнување на контролата и превласта на едниот врз другиот. Што од дадена ситуација па може да се повлече паралела со Suitable Flesh, меѓутоа во тој филм кој што го анализирав, веќе беше ова референца наменета за внесување во туѓото тело. Во оваа ситуација е надменост во врската која што едноставно не сакаат да, или може би сакаат да се откажат партнерите во оваа трансакција. Премиерата на филмот беше во Торонто и потоа се прикажа во Рим, Глазгов, Нью Йорк и Мајами, односно во есенскиот период. Неон го дистрибуира во киносалите, а на платформите заврши на Hulu. Филм кој исклучиво се подпира на соодносот на протагонистите кои во дадени мигови стануваат своји непријатели, а во други влегуваат во сценаристичките улоги во играта на љубовници кои што си задаваат задачи и се казнуваат за нивното извршување со оглед на тоа што се во една садомазохистичка релација. Така што покрај Sanctuary, што всушност како што може да слушнете е безбедносниот збор помеѓу нив кој едноставно се занемарува во нивното прибежиште,
Во продолжение ќе ослушнеме најавата за втората мелодрама која што избрав за денес, односно Landscape with Invisible Hand. Landscape with Invisible Hand е режисерско остварување на Кори Финли, тој е негов трет долгометражен игран филм, тој е авторот на Thoroughbreds и Bad Education. Во Landscape with Invisible Hand станува збор за еден футуристички свет во кој бирократското владење на окупаторскиот вонземјански вид со прилично напредната технологија го оставаат поголемиот дел на земјата во еден осиромашен, односно на самиот народ не го прават невработен. Двајца тинејџери подготвуваат еден прилично ризичен план за да ја осигуруваат иднината на нивните семејства со тоа што ќе глумат дека се заљубени еден во друг и ќе ја снимаат нивната врска, која што ќе ја емитуваат, односно ќе ја стримаат за вонземјаните за да може да заработат некој дигитален денар од неа, меѓутоа нема реципроцитет во нивната врска, додека окупаторот ги зема и последните ресурси кои што се на располагање на луѓето. ВУФ се нарекуваат вонземјаните кои ја окупираат земјата, но се тирани кои што сакаат да експлоатираат секој човечки ресурс кој што го има на неа, го наметнуваат изучувањето на нивниот јазик и комуницираат со тоа триење на рацете кој што можевте да ослушнете од најавата и тој чудесен јазик кој што го има тоа вселенско есперанто. Филмот има едно обемно светоградење на наметнувањето на новиот поредок во кој се остварува кошмарот дека технологијата ќе оди напред со тоа што ќе го замени човекот и многу работни места ќе бидат излишни, што ќе ја зголеми сиромаштијата и многу семејства ќе завршат на улица доколку немаат вонземјаните некаква корист од нив, што е прилично мрачно сценарио, без окупаторите да ги прикаже во некое заканувачко светло, со оглед на тоа што изгледаат како плишани играчки, иако за жал се работени со CGI и мене барем иритантен ми стана јазикот и начин на комуницирање на овие вселенски конкистадори и инквизатори, сакали или не, ја преземаат улогата на антагонисти кои буквално го цедат секој атом од човештвото и се ситат на неговата агонија, па ако може да експлоатираат семејната заедница преку стримањето на љубовта или глумењето на сопруг во семејството, зошто не? Едноставно, тоа се нивни чинодејствија кои што сведочат за нивната бескрупулозност пред се. Кај што има сила, научната фантастика не има научено дека има и отпор, па затоа тука е младиот и талентиран сликар кој што црта масивни цртежи во кој што ја представува вонземјанската инвазија во тие графити, талент кој ќе биде согледан дури од вонземјаните и тие ќе го повикаат да му бидат мецени во неговиот во нивниот дворец пред се да биде тој салонски уметник, ајде така да го наречеме, преземајќи го буквално корнејќи го неговиот графит, меѓутоа не сакаат да ќе посакаат пред се, не сакаат да го задржат во таа форма во која што тој го замислил, ќе сакаат да изменат своите пред се окупаторски тенденции со кои што тие се представени, што ќе значи дека се поставува прашањето колку уметникот е всушност подготвен да компромитира неговата визија и пред се прикажувањето на вистината за да го добие тој финансиски бенефит, што е една од многуте отворени теми во раните на филмот кои се потентни за разглобување. Глупавиот наслов на делото и пред се именувањето на фамозниот цртеж на момчето е носителот на оваа творба која што ја означува самиот наслов, а останатите негови цртежи се ознаки за поделување на филмот на поглавја. Така што не се ова вонземјаниот рангот на E.T., напротив, ова се тие кои што се поблиски до Mars Attacks или до The Thing, односно копилиња кои што повторувам не се ништо поразлични од робовладателите. Асанте Блек го глуми талентираниот сликар кој поминува низ coming of age тропите, а неговата мајка ја глуми Тифани Хедиш која па го згрижува семејството на врсничката во подрумот на куќата и се разглобуваат проблемите на финансиската нееднаквост во помеѓу жителите, меѓутоа набрзо доаѓање судир на нивните суети,
притаен расизам, избијана површина во хиерархијата, во жителствата. Едноставно има многу теми кои што се напластени во оваа творба, почнати, одговорени, недоразрешени. Монтажерката на Роберт Егерс, Луиза Форд, му ги монтира филмовите и на овој автор, и со сите нив има еден спорадичен ритам кој знае да биде нивна најголема кочница во претходниците, кои имаат тенки сценарија, меѓутоа во габаритното сценарио како оваа научно-фантастична мелодрама, и тоа како има својата функција. Снимателот на Амирпур, односно Лайл Винсент, ги кадрира овие дистописки приказни на земјата, што значи дека филмот ја има можеби една од најдобрите технички екипи во денешниот независен американски филм, а продуциране од неколку компании за да се поделат трошоците, односно ги имаме Анапурна од една страна, MGM и План Б на Бред Пит. Премиерата на филмот беше на Санденс оваа година, да не беа овие големи играчи кои го препознаа квалитетот на распленетото сценарио, можеби и немаше да добие дистрибуција ова дело од страна на United Artists и Анапурна, кој што го дистрибуира во киносалите, и може да го погледнете на Apple, Amazon или да си го купите на YouTube. Односно научно-фантастична мелодрама која отвора мал милион на прашања, кои тангира луѓето и без доаѓањето на вонземјанските тирани, и ги остварува сите колективни стравови на човештвото на виделина, ама себичните луѓе ќе најдат начин да ја преживеат апокалипсата со тоа што ќе се прехранат со послабите од нив, се разбира. Меѓутоа, што ќе прават кога ќе снема храна, макар и синтетичка? Што би правеле тогаш? Тоа е се дел од низата прашања кои што се поставуваат во рамките на овој филм, а покрај него и Sanctuary може да и погледнете и Upon Entry, Fire, Passages, Fingernails и Fall. Се надам дека за дел од нив ќе може да направам во најмала рака засебни емисии на видеологија кои што ќе бидат анализирани на филмови во поголем детаљ, а доколку немам можност тоа да го направам, дел од нив се разбира дека ќе завршат во Макабре Филм Фест, доколку се разбира не бидат повторно потиснати на таа вечна листа на филмови кои што си го чекаат и моето внимание, да без разлика на тоа што се погледнати, да можам да одвојам време да ги рецензирам. Правиме тука една кратка музичка пауза, во продолжение се навраќаме на еден подзаборавен бенд од 2000-тите кој што својот печат пред се го остави во нив. Станува збор за new metal бендот Non-Point, кој што нивниот последен албум, ако не се лажам, беше 12-тиот албум кој што е X, односно 10, изгледан 2018-та. Меѓутоа во овој период Non-Point се враќа на сцена со две EP изданија, конкретно 2021 го издадоа Ruthless и оваа година излезе Heartless, како своевидно, ајде така да го наречеме, негово продолжение, издадено за 361 рекордс, односно каде што докажуваат дека се уште имаат што да дадат во рамките на ова превирање помеѓу модерен метал, нью метал, алтернативен призвук. Едноставно тоа, пошто беа Non-Point препознаени во 2000-тите и конкретно мислам дека беше Statement беше првиот нивен албум и Development кој што се пробија всушност на нью метал сцената. А денес ќе слушнеме скоро во целост ќе преслушаме ова издание, со тоа што ќе слушнеме композицијата Heartless, Paper Tigers, A Million Watts и Wanna Be King. Во продолжение следуваат Non-Point и се враќам во етер да ви говорам за преостанатите два документарни филмови од 30-тото издание на Макабре Филм Фест. Вие слушате радио канал 103, ова е емисијата Дансе Макабре со своето 557 издание, именувано како Макабре Филм Фест број 30. Со оглед на тоа што авторскиот документарен филм со високи естетски вредности е застапен на неколку филмски фестивали во државата, сметам дека нема потреба да таргетирам филмови кои што ќе може да ги погледнете на големото платно на нив, и тоа е ексклузивно. Меѓутоа, на маргините почнува да се сведуваат документарните филмови за ликови кои што оставиле белег во човештвото, токму преку нивните дела кои што ги имаат остварено и реализирано, односно артистите кои на секој можен начин се слават во емисијата преку нивните дела, например, па затоа и секој издание на Макабре Филм Фест го завршувам со документарци кои го пред се го слават нивниот живот и дело, затоа што се инспирација и стремеш пред се за
гледачите кои што можеби ќе ги мотивираат да се изразат со помош на рамките на уметничките творби како што се препознаени авторите. И токму поради тоа најчесто бирам еден филм кој што доаѓа од музичката сцена и еден кој што доаѓа од филмската сцена, па на тој начин музички филм за кој што музичкиот документарец за кој што ќе ви говорам денес гласи Revival 69, односно The Concert That Rocked the World. Revival 69, The Concert That Rocked the World е режисерско остварување на Рон Чепман, негов шести долгометражен филм по Who the Fuck is Arthur Vogel, Vogel се извинувам, The Poet of Havana, The Forbidden Shore, Shelter и From Earth to Sky. Revival 69 е филм за еден млад промотер на концерти кој започнува фестивал во 1969 година со цел да ги оживее пред се кралевите на рок-н-ролот. Незамисливи настани кои што го вклучуваат пристигнувањето и на Џон Ленон и Пластик Оно Бенд и всушност нивниот прв концертен настап кога доаѓа до идејата за неговото напуштање на Битлси. Признавам дека иако сум долгогодишен љубител и пред се промотер на рок-н-рол културата во радио Брановите и на секој друг можен начин, на овој настан не сум посветил толку многу внимание да го истражам, па исто како и бруклинскиот Вудсток, така и овој во светски рамки постепено го губеше значењето, се додека овие документарни филмови не ја постигнаа својата цел и намена за одбележување на значењето кое го имаат овие уникатни тематски фестивали, како што например овој Revival фестивал кој што се одржува во Канада. Да ги напоменам само артистите кои што настапувале на фестивалот и да ви давам контекст зошто е значаен од историографска перспектива, односно на фестивалот настапуваат Чак Бери, Литл Ричард, Джери Ли Луис, Бо Дидли, Джин Винсент, Чикаго, Алис Купер и The Doors. Сега, земете предвид дека е 1969 година, тоа воопшто не е чудно за настапи на Doors и Купер и Чикаго, што значи дека најпопуларното нешто на музичката сцена се всушност хипи артистите, кои се јавуваат како одговор на против народоначалниците на рок-н-ролот. Во оваа ера, младиот промотер се дрзнува да ги извади од пензија музичарите кои имаат изгубена секаква релевантност кај тогашните млади, како што тоа се Луис, Бери, Винсент, Дидли, Ричард, па дури ајде, Дорс го има нивниот последен концерт во Торонто, а Алис Купер всушност се пробува токму на овој концерт, каде што нели се случува инцидентот со кокошката која што ја фрла во публиката и ја распарчуваат посетителите. Со тоа што посетители зборуваме за 20.000 луѓе кои што посетиле овој концерт на стадионот Версити во Торонто и најмногу ме радуваше тоа што има детален приказ на одвивањето на настаните со сите можни проблеми кои доаѓаат од организирањето на овој обемен фестивал, до самото логистичко раководење со бендовите и начинот на кој што ќе ги пренесат насреде оваа 20.000 гужва за да дојдат на време да настапуваат на бината. Односно, ова е своевидна школа за сите организатори на концерти да погледнат што све не треба да се направи, што све не требало да се направи во 1969 за да се организира еден ваков рок-н-рол хепенинг, кој што ако бараме некаква аналогија со денешни музички правци, замислете како да се организираат фестивали од не знам, за синтвейв артисти или за глам артисти од 80-тите или па гранж фестивали од раните 90-ти, значи да се организираат денес со ревајвал од бендови од оваа ера, кој што на ниту еден можен начин не се во допир со младата слушачка публика, е ист таков абсурд, ист таква дискрепанца пред се предизвикало и ова организирање на фестивалот, кој што нели се базира на тоа навраќање на старата школа, како што тоа на пример во рамките на филмовите го имаме со навраќањето на Франкенштейн и Дракула, кој што секоја итерација си има своја нова визура.
така и на овој начин има едно своевидно навраќање на авторите кои што го начнале всушност рок-н-рол како музички жанр. Алис Купер, Роби Кригер, Гедили говорат како од една страна и како музичари, меѓутоа и од друга страна како посетители и артисти кои што настапиле на овој концерт. Има изјава земена од организаторите, односно од сите можни агли се гради наративниот мозаик за богатата, се разбира, архива на снимки кои што ги поседува организаторот на фестивалот. Премиерно се прикажа на фестивалот во Калгари минатата година, а оваа година играше на South by Southwest, кој што исто така има една силна компонента за музички филмови кои што се емитуваат на овој фестивал. Играше во Далас и е дистрибуирано страна на Арте и Шаут. Сметам дека ова е задолжително четиво за пополнување на празнината во музичката едукација на секој љубител на рок-н-рол и што значи пред се да се погледне да се организира еден фестивал од оваа големина за бендови кои што можеби младите и не се заинтересирани за да ги погледнат или едноставно немаат изградено никаква став, никаков однос со нив, со оглед на тоа што тоа е музика на нивните родители и се поставува тука прашањето па дали има доволно родители или повозрасни љубители на овој звук кои што би се појавиле и би ги погледнале овие бендови. Очигледно има штом 20.000 луѓе присуствувале на овој настан, така што како еден мотиватор можеби за домашни организатори да размислат за некакви вакви ревайвал настани на музички мегалодони. А во продолжение ја слушаме и најавата за последниот филм кој што ќе го рецензирам во емисијата, односно King on Screen. King on Screen е режисерско остарување на Дафне Бајвер, односно нејзин четврт долгометражен филм, Девантле Баро, Devil and the American Dream, The Rebellious Olivia de Havilland се нејзините претходни остварувања и Le Film Pronunci de Hitchcock е нејзиниот нареден кој што ќе може да се погледне. Од 1976 година Брайан Де Палма, која го режира Кери, односно првиот роман на Стивен Кинг, е адаптиран во рамките на филмската уметност. Од тогаш повеќе од 50 режисери го имаат адаптирано мајсторот на хорор романот, кој што во повеќе од 80 филмови и серии е адаптиран, правејќи го еден од најадаптираните автори кој се уште е жив во светот. Во документарниот филм King on Scream започнува со една кратка игра на најава во која се реферираат плејада на филмови и елементи од филмови предсе кои што се базираат на делата на Кинг, играјќи со тропата нели на одење во еден рурален дел во САД и барање информација на бензинска пумпа каде да се дојде до саканото проколнато место, каде што дури Мик Герис глуми еден слеп лик кој што талка во оваа бензинска постојка. Покрај Герис интервјуирани се и кој што се разбира има снимено најмногу адаптации на Стивен Кинг, интервјуирани се и режисерите Френк Дарабонт, се извинувам, Майк Фленеган, Том Холанд, Микаел Хафстром, Винченцо Натали, Том Маклафлин и Грег Никотеро и многу други, кои што говорат за значајните проблематики на адаптирањето на мајсторот на пишаниот збор. Најпрви од незадоволството кое што го имал Кинг со Кюбриковиот Shining како екземплар за тоа како може би не треба да се адаптира еден автор доколку се занемари суштината на тоа дело. Меѓутоа се направи собствен препознатлив белег кој што е синоним за самиот хорор жанр, нели, до проблемот на следењето на неговите назнаки и држејќи се до суштината на книгите од илјадници страници, кои што мора да се извади есенцијалот и да се сумира во една целовитост од 100 страници, кој што е самото сценарио, и неговиот приказ пред се на Американа, односно рурална Америка, кој го прави популарен не само во САД, туку преведен е дури и кај нас. Јас го имам минимум
3 јазици во превод во мојот дом, со оглед на тоа што Мејн е секое преградие, секој мал град во светот, без разлика дали е во прашање САД или Македонија, затоа што многу лесно човек може да се поврзе со неговото дело, кое е сраснато со зајдгајстот во кој што живееме, со оглед на тоа што тој е наследникот на Едгар Алан По и Лавкрафт, кој го наследи Клајв Баркер, и сите учиме всушност од мајсторот, ги употребуваме неговите тропи за човечките релации кои што ги воспоставуваат и со односот помеѓу нив. Дури јас го правам тоа во моите раскази, што е симнување капа на неговата големина пред се, со оглед на тоа што сите ние сме учели од него и сите ние го цениме сето тоа што го има оставено зад себе. Сега, ако претходниот документарен филм е наменет за љубителите на музиката кој што рецензирав, овој филм се разбира дека не може да ги опфати сите негови адаптации, па некои наслови ги има само по неколку фреймови од кадар, покрај изборот на голем број на соговорници, не успеале да земат интервју од самиот крал, односно од Стивен, кој неретко и се појавува во своите адаптации, немаат интервјуа земено ниту од Роб Райнер, ниту од Брайан Де Палма, ниту од Карпентер, ниту од Кроненберг, ама кој ги брои нив, со оглед на тоа што имаат едно 20 на други автори кои што успеале да им земат изјави, сигурно тоа се пола часовни интервјуа од кои што имате само по една минута да издвоиме. Сега топла препорака од моја страна е да го продолжите погледањето на филмот, нели, ако сакате детална анализа и разговори за делото на Кинг, подкастот The Kingcast, кај што водителите со помош на гостите говорат за значењето на книгите на кралот. Мислам дека се до 206 епизода дојдени, последната беше со Крис Купер кој што говореше за Доктор Слип, а пред неколку епизоди гостуваше дури првиот режисер за кој што зборува во емисијата, односно Џо Линч говореше за Gerald's Game. Така што Kingcast е еден подкаст кој што топло ви препорачувам за сите љубители на Стивен Кинг. Најголемиот проблем на филмот ми беше, што и можете од самиот трейлер да ослушнете, идентичен проблем е во самиот филм, миксот на музиката која е прегласна од говорителите на интервјуираните автори, од кои некои се потивки, и сметам дека оваа грешка е недопустлива, затоа што подразбира да се напрегнам за да слушам што има да кажат, затоа што некој не знаел да ја левелира, да го левелира самиот скор кој што е направен за документарниот филм. Радо би да не слушам музика, отколку да не можам да го слушнам говорот кој што треба да предничи поради него е всушност направен на овој филм, така што тука е минусот од кој го давам од моја страна. Мора да биде погледнат, сметам, од секој гледач, затоа што неизмерно е значењето на репетитивниот Кинг, кој покрај квантитетот има зацементирано бројни хорор тропи со неговите книги, кои се едни од најкористените ден денес. Адаптации започнувајќи со Кери, The Shining, Cujo, The Dead Zone, Christine, Children of the Corn, Firestarter, Stand By Me, The Running Man, Tales from the Dark Side, Graveyard Shift, Misery, The Lawnmower Man, The Dark Half, The Needful Things, The Shawshank Redemption, The Mangler, Dolores Claiborne, The Night Flyer, Apt Pupil, The Green Mile, Hearts in Atlantis, Dreamcatcher, Secret Window, Riding the Bullet, IA-408, The Mist, Dolan's Cadillac, ремейкот на Кери, Mercy, The Dark Tower, It, Misery, се извинувам, The Dark Tower, It, Gerald's Game, 1922, Pet Sematary, In the Tall Grass, Dr. Sleep, сите итерации на Children of the Corn, ремейкот на Firestarter, Mr. Harrington's Phone, The Boogeyman, бројните ТВ филмови како Salem Slot, ТВ серијата It, Sometimes They Come Back, The Tommyknockers, Quicksilver Highway, Haven, Nightmares and Dreamscapes, Bag of Bones, Under the Dome, Boy Driver, 11-22-63, Mr. Mercedes, Creep Show, The Outsider, The Stand, Chapelwhite и бројни епизоди антолошки серии. А ако ова моје набројување не ви беше доволно, тогаш треба да знаете дека моментално се подготвуваат адаптации на нова на Salem Slot, Billy Summers, Christine,
Elevation, Fairy Tale, From a Buick 8, The Girl Who Loved Tom Gordon, The Life of Chuck, The Little Green God of Agony, The Running Man, Throttle, како и ТВ сериите во подготовка The Jaunt, Revelations, Sleeping Beauty, The Talisman, The 10 O'Clock People. Скоро сите филмски адаптации ги имам погледнато од Кинг и голем дел од неговите сериализирања на малиот екран, секако дека помал број на негови книги сум прочитал од тоа, но непореклив факт е дека е еден од најзначајните живи писатели на денешницата, кој ако ништо не ви значи неговото дело во вашиот живот, не гледам причина зашто ви очекувале вашето дело да значи некому нешто, затоа што не сте научили ниту една лекција од мајсторот која има напишано пред се книгата есеи, од која оваа емисија го носи всушност незиното име, односно Дансе Макабре. А покрај овие документарни филмови, топла препорака е да ги погледнете и The Eternal Memory, Anything for Fame, Another Body, кој што имав можност вчера да погледам, и Where We Are From, The Elements Documentary, односно документарни филмови кои што допираат до најразлични теми кои што сметам дека содржат квалитети и се за интригантни за да може да ги проследите. А за самиот крај на емисијата избрав едно дуо, еден проект, еден бенд кој што се врзува во линијата на артисти кои што имаат прилично бизарни и обскурни погледи на музиката и спојуваат можеби правци кои што би биле непоимливи. Тако беше случајот например со бендот кој што полскиот бенд кој што е еден вид на кантри бенд кој што има сатанистички теми во нивните текстови. Нешто слично ќе слушнеме и за крајот на оваа емисија, најнежниот бенд кој што ќе го слушнете во рамките на Дансе Макабре денес, а тоа е бендот Twin Temple, кои што доаѓаат од Лос Анџелес и се една итерација на ајде да го наречеме дуап, да го наречеме ранни рокабили, да го наречеме на зачеток на рок-н-рол, меѓутоа сите нивни текстови се инспирирани од исто така сатанистички теми кои што допираат до нивните интереси. Така што од нивниот албум God is Dead ќе слушнеме Burn Your Bible, Let's Have a Satanic Orgy, Be a Slut и God is Dead. Игриви, забавни, шеговити и пред се харизматични се овие артисти кои што имаат уникатен пристап на начинот на кој што тие уживаат, како што самите знаат да кажат, подеднакво и во Антон Левеј, подеднакво и во Рој Орбисон. Така што продолжение на емисијата и слушаме бизарните Twin Temple со нивниот мелозвучен звук од албумот God is Dead. Јас сум Златко Ѓелевски и го затворам 557-миот гримуар на Дансе Макабре и го враќам на полицата кај останатите изданија кои кријат тајните на универзумот. До наредното издание на Дансе Макабре, гледајте хорор филмови и плашете се. Чао!